Добро вечер. Премиерот Христијан Мицкоски неодамна рече дека владата работи за да се обезбеди просечна цена на струјата за домакинствата, што ќе биде од 5 до 10% пониска од сегашната. Председателот на Регулаторната комисија за енергетика Ацо Ристов пак изјави дека идејата е да се направи ревизија на блок тарифите воведени за време на енергетската криза во 2022 за граѓаните да плаќаат пониски сметки за електрична енергија. Тој спомна опција за зголемување на дневниот интервал на ефтина струја, кој сега изнесува 2 часа, и негово проширување и во сабота, а не само во недела, како што е сега за време на викендите. Ова е еден од поводите во 360 степени да го поканиме првиот човек на Регулаторната комисија за енергетика, водни услуги и услуги за управување со комунален отпад, како што е целосното и долго име на оваа институција, Ацо Ристов. Господин Ристов, добро дојдовте во 360 степени, благодарам што ја прифативте поканата. Добро ја најдов. Вие сте дипломиран електроинженер со опит во приватниот сектор, во ваша фирма на почетокот на кариерата и во јавно комунално предпријатие. Од 2021 до 2025 бевте градоначалник на општина Радовиш како кадар на ВМРО ДПМН. За председател на Регулаторната комисија за енергетика, мнозинството во парламентот ве избра на 8 април оваа година или пред неполни 3 месеци. Според вас, што пресуди? Вашата професионална биографија или вашиот партиски бекграунд за да станете председател на Регулаторната комисија? Добро вечер. Се надевам дека одлуката за да се донесе јас да бидам председател се темели исклучиво на мојата професионална биографија, бидејќи ова место председател на Регулаторна комисија е стручно место кое што бара знаење од повеќе области и мислам дека она моje CV кое што беше доставено на распишаниот оглас од парламентот, од собранието, со сето оној бекграунд кој што го имам јас и во водените услуги, и во енергетиката, беше пресудно Ацо Ристов да биде избран за Ако се видат кои се пратениците што гласале, меѓу тие 68 се пред се пратеници од мнозинството, ја немаше опозицијата и на крај сте избран со гласовите на ВМРО ДПМН, знам и Влен. Тоа го чувствувате за некаков товар, бидејќи водите институција која што треба да биде независна, нели, во областа што ја регулира? Значи, Регулаторната комисија по своето суштинско постоење е партиски независна институција и мислам дека во моментот кога јас станав председател, завршивме со сите оние партиски било какви мои активности и сега исклучиво работиме за интересот на граѓаните, односно за регулирањето на сите оние задачи кои што ни се дадени со закон. Да, сакам за уште еден аспект да ве прашам. Вашата сопруга Данка Ристова е долгогодишна судика. Од неодамна, не е толку од неодамна, веќе известно време е членка на судскиот совет. И сега таа член на судски совет, едно исклучително моќно тело кое што има ингеренции да ги разрешува, унапредува, избира судиите. Вие председател на Регулаторната комисија за енергетика. Дали како семејство се чувствувате за општествено и политички влијателни со оглед на овие две функции што ги имате како сопружници? Па не би рекол баш дека се чувствуваме како општествено привилегирани и влијателни, може општествено одговорни, бидејќи овие се независни две институции кои што исклучиво работат на професионализам и сета она работа која што ние ја работиме, бидејќи со неспојиви две работи, знаете, на работа во правосудството, јас работам во енергетиката, така да не гледам каде би можеле ние да имаме влијание, посебно во делот кај што сакат да ни го припишат, а тоа е во политиката. Иако факт е дека и вие станувате председател на комисијата, а таа член на судскиот совет по промената на власта во 2024 година. Да, тоа е факт. Меѓутоа, историјата на нашите кариери не почнува нити од вчера, нити од завчера. Тоа се работи кои што се поврзани со професионализам од 30-35 години работен стаж во области, така да многу политички партии, многу луѓе се промениле, ама професијата треба да биде она кој што ќе го определува човекот и она што го работи.
Сега од областите кои што се ингеренција на регулаторната комисија за енергетика, ќе почнем со цените на нафтените деривати. Понеделник е вообичаено ден кога на неделно ниво сега се носат одлуки за цените на нафтените деривати и горивата. Новата одлука значи дека цените остануваат горе-долу исти како досегашните? Да, денеска е понеделник, регулаторна комисија секој понеделник ги одредува максималните малопродажни цени. Тоа уште еднаш го потенцирам, максималните малопродажни цени. Оваа недела имаше движење на берзата, меѓутоа беа многу минимални, иако нафтата на берзата забележа пад, меѓутоа односот на денарот према доларот забележа исто така пад. На крај денеска ќе имаме многу мали поместувања, тоа значи дека бензините ќе се зголемат за 0,5 денари, а дизелот ќе се намали за 0,5 денари, така да остануваме во стабилното снабдување и стабилните цени, со очекување дека во периодот пред нас, бидејќи ние на неделно ниво ги одредуваме цените малопродажни, ќе го пратиме поместувањето и се надевам како што имаме тренд во последниот месец дена дека ќе продолжат цените да паѓаат. Значи, уште еднаш, бидејќи многу од граѓаните го земаат предвид само движењето на цената на берзата, на суровата нафта, не е само тоа параметрот од кој што зависат цените, туку и односот долар-денар. Да, формулата е малку посложена отколку само берзанските цени, кои што ги држиме како референтни цени. Тука големо влијание има односот на денарот према доларот, така да, иако берзите забележаа пад на суровата нафта, сепак доларот порасна зајак на оваа недела и тие две компоненти влегуваат во формулата која што е усвоена и по таа работиме, така да не секогаш може од прва луѓето да предвидат како ќе биде. Сепак ние со затварање на берзата во петок навечер правиме кумулативно од реални податоци со кои што ги собираме и тогаш веќе се прави калкулацијата која што ќе биде активна од понеделник навечер. Пред американско-израелските напади врз Иран од 28 февруари оваа година, цените на горивата беа следниве. Евросупер 95 беше 73,5 денари, 98 беше 75,5 денари за литар, евродизелот 69 денари за литар. Со новите цени, еве да речеме, дизелот е 80 денари. Так. Беше 80,5, од вечер на полнок ќе биде 80 денари. Се уште е за 11 денари повисок од цената што имаше пред почетокот на падите. Вие, предпоставувам, ги следите трендовите и на берзата. Една ваша изјава во еден јавен настап остана впечатлива, како велевте, цената зависи од тоа на која нога ќе стане Доналд Трамп тој ден. Но тој некако како да почна и во еден низ ден да ги менува ставовите, изјавите, прогнозите. И сега, дали е точно дека берзите веќе не се толку чувствителни на изјавите и прогнозите на председателот Доналд Трамп? Па не знам, веројатно берзите си имаат своја логика, меѓутоа дека има влијание тоа што се случува на Блискиот Исток, има влијание. Гледате, практично берзите го пратат секојдневните настани, доколку видите политичките настани преку ден, веќе утре знае берзата да одреагира за плюс-минус 10%. Меѓутоа тоа е точно. Во овој момент ние сме мала држава, увозно зависна од нафтените производи и се она што се случува на берзите, бидејќи референтната цена се зима од берза, кај нас промените практично се секојдневни. Меѓутоа за да се ублажи оној секојдневен стрес и движење на цените малопродажни, регулатор донесе одлука барем на неделно ниво да ги тие пегла и регулира, за да може има некаква предвидливост, а и во динамика на одредувањето во бензинските, бидејќи ова е цел ланец. Вие кој ќе донесете една цена, ние денеска испраќаме информации до Царина, до Министерство за финансии, до Управата за јавни приходи. Сите тие мора тоа да го инфилтрират во своите системи за од вечер од полнок да функционираат. Така да. Можно ли е да се прават проекции дали има шанси да се вратат цените на нивото пред американско-израелските напади? Видите вака, ако погледнеме што не се случуваше 22 година со онај шок терапија тогаш и цените кои што важеа во 22, каде што дизелот беше 111 денари, денес сепак е 80 денари.
Не е тоа едно исто, меѓутоа мора да го потенцираме и ова дека во овој период 3 месеци назад владата некако многу успешно го изменаџира овој процес. И ако го погледнате цело време после онај првичниот удар, цените некако почнаа да се стабилизират и во регионот. Ние имаме статистика точна. Точно е тоа дека имаме најниски цени на нафтените деривати. Меѓутоа тоа се должи се исклучиво не на берзанските цени, него на она што владата се откажа од дел од данокот, се откажа од дел од акцизите, па успеа да направи со ОКТА договор за намалување на неколку денари за малопродажба. И тој процес Кои добро од тие го одлуки се сега на сила? Моментално ниедна од тие одлука веќе не е на сила. Од 1.6. се укинати сите одлуки, тоа значи дека сме вратени во нормала и тоа ни го овозможи намалувањето на берзанските цени, бидејќи, како што знаете ако ја пратите работата, Министерството за финансии објави дека има и проблем со полнење на буџетот заради намалените акцизи и данок од нафтените деривати, кои што се еден од најважните двигатели на полнење на буџетот. Така да сега сме веќе во нормала и очекувањето е, иако сме во нормала, се плаќаат нормални акцизи и данок на сите нафтени деривати, значи нормално се полни буџетот, се очекува сепак да се стабилизира. Јас мислам дека за текот на летото можно е да се вратиме на она пред војната, односно 75-73 денари тука нека. За бензините Меѓутоа сепак да кажеме, ова е толку предвидливо да гледате, може и преку ноќ. Да. Имате ли податоци за потрошувачката на нафтени деривати од 1 март до денес? Може ли нешто да се дознае од тоа, да се научи? Да. Точно ли е дека во пограничните региони имаше зголемена потрошувачка? Да, точно е тоа, меѓутоа вака од ова цела работа македонската држава има само корист. Зошто? Зголемени се сите потрошувачки, ако правиме споредба 25-та во однос на 26-та и на бензините и на дизелот имаме зголемување скоро 35%. Што е драстично зголемување, не се должи тоа на зголемувањето во потрошувачката во нашата држава, него тоа се оние количини кои што беа продадени кон соседите. Меѓутоа, данокот и акцизата останаа кај нашата држава. И тоа многу важно, бидејќи ние успеавме да имаме стабилно снабдување, не само за државата и резервите да бидат полни, него да ги снабдиме и сите околни, ајде да кажеме, градови кои што гравитираат кон Македонија, и луѓе доаѓаат на бензинските во Македонија да полнат гориво. Тој тренд продолжува? Тој тренд продолжува затоа што имаме најевтини горива. Посебно сега во летниот период очекуваме сите што ќе транзитираат из Македонија да полнат гориво во Македонија и тоа мора да потенцираме многу добра идеја, бидејќи практично околу 30-35 денари за секој литар гориво останува за државата. Тоа не е малце. Околу цената на топлинската енергија, дали ќе поскапи парното? Да, тоа е приказна, односно интерес кој се секојаш интересен, меѓутоа дали ќе поскапи парното, ќе го знаеме на крајот на август. Уште пред време не можеме да ја кажеме, бидејќи денови ги правиме интензивно анализите. Многу е осетлива материјата со грејењето, посебно со топлификација во Скопје, бидејќи многу голем дел од луѓето напуштија. Меѓутоа, многу интересно е да податокот дека многу имаме и нови приклучоци. Тоа луѓето можеби не го знаат, меѓутоа мора да е во овој прилика да кажам дека за последните 7 години има сколемено скоро 10.000 нови приклучоци во мрежата. Тоа се повратници или се од новоградбите? Дел се повратници, меѓутоа и новоградбите. Луѓето сватија дека сепак најлуксузното грејење е со парното грејење, односно со радиатори, бидејќи се тоа на друга алтернатива со инвертори е не толку квалитетно. Меѓутоа сега и економската филозофија е да ние сега избалансираме таква цена. Морам да кажеме на вистина. 22 година, 21-22 кога беше кризата во делот посебно на гасот, во Македонија се донела одлука да цената на грејењето не порасне драстично и се направил еден финансиски гап во компаниите кои што дистрибуираат топлинска енергија. И
тој биланс финансиски минус се уште постои. Владата донела одлука, убава, граѓаните да ги заштити, меѓутоа не ги покрила трошоците на компаниите. И сега тие компании се во минус и ние мора полека сите оние трошоци кои што се денеска реални, со годините да пробаме да ги испегламе за да може да опстанат, бидејќи нашата улога како регулатор не е само да регулираме цена. Прво треба да обезбедиме да имаме услуга квалитетна и постојана, а цената е она кое што е нужно потребно. Да. Односно, и оно што се регулира. Што се барањата на енергетските компании? Колку да се зголеми цената? Енергетските компании тие барат различно, повеќе енергетски компании се од 30 па до 130%, меѓутоа тоа се тотално нереални. Одма морам да кажам, граѓаните да бидат мирни дека нема да се случи такво покачување на цените во ниеден случај и да се случи некое покачување, тоа ќе биде ред величина 5 до 13 или 15% максимум. Меѓутоа тоа ќе биде се уште цел на анализи. Немаме ги сите податоци, бидејќи ги прибираме, тоа се податоци кои што не ги дадоа компаниите, меѓутоа регулаторите, комисијата моментално работи активно, бидејќи јули месец е нашиот месец за одредување на ова. И мислам дека на крај... Вие до крај на јули треба да донесете одлуката? Да, бидејќи ова важи од 1 август. Меѓутоа ова задира и во другиот дел, во живењето. Ние не смееме да направиме грешка. Бидејќи доколку се случи да имаме висока цена на грејењето парно, може да се случи пак масовно исклучување. Меѓутоа енергетскиот систем нема да поднесе нов тип на грејење, ама ова не може затоа што ние имаме субвенционирана електрична енергија за граѓаните. Оние што се снабдуваат со универзалниот снабдувач имаат субвенционирана електрична енергија. Поради тоа може во одреден момент да изгледа поевтино да се греете на претварање електрична во топлинска енергија. Меѓутоа еден ден ако тоа, еден ден сигурно ќе дојде да се промени полека балансот на овие два енергенси, може да се случи луѓе да се исклучат од системот, а после да биде тешко да влезат, бидејќи знаете. И тој баланс не се одржува лесно, јасно ми е сето тоа. Колку во цената на топлинската енергија во Скопје игра улога работењето или неработењето на ТЕТО? У ТЕТО играат голема улога, скоро 50% од топлинската енергија ја снабдува ТЕТО. Но, за да прави топлинска енергија мора да произведува струја. Така. А за да произведува струја треба да има логика да ја продаде негде, нели? А ТЕТО е приватна компанија. ТЕТО е приватна компанија, тој производот електрична енергија го продава на слободен пазар. И моментално и тие, како и сите други во Македонија, се заробени од Сибамот, значи продават на регионалниот пазар, тоа значи на Балкан. И за сега, јас зборев овие денови со генералниот директор на ТЕТО, за сега тие немат некој посебен проблем, имат пазар за електричната енергија и не очекуваат дека ќе има некакви блокади или било што, и тие се спремни за сезоната, прават ремонти овие денови, и овие денови ја договараме онаа цена која што ТЕТО треба да ја испорача кон ЕСМ. А е многу важна, како што велите. Е многу важна, бидејќи за тоа и на почеток ви реков. Да. Сите опции се сега во оптек, значи мора да го избалансираме ТЕТО со цената, мора да ги избалансираме трошоците на компаниите, гасот во моментално, бидејќи гасот има тенденција на опаѓање, и ние работиме не само со моменталните цени на гасот, него со предвидливоста последните 6 месеци. А прогнозите се добри, дека гасот ќе паѓа во периодот што е пред нас. Господине Ристов, дали во тој ланец кој што се прави за ова балансирање за кое што зборувате, мора да го вклучите и ЕСМ и електрани со потенцијален договор за откуп на дел од таа струја од ТЕТО или не мора? Не, ние тоа не го регулираме, тоа не е дел од пакетот кој што е договорен. Само топлинската енергија е договор меѓу ЕСМ и ТЕТО, во кој што и ние учествуваме како некаков медиатор, да кажеме, со кој што правиме математика кој што е прифатлива и за двајцата. Не, дали неформално се подразбира дека дел од таа струја ќе треба да ја купуваат државните електрани? Не, тоа го нема никаде како услов, нити е некаде во било каков документ запишано.
Тето си е компанија која што продава како и сите на пазарот, меѓутоа морам да го потенцирам ова од техничка гледна страна во ладните месеци, декември, јануар, февруар, кога треба Тето да испорачува максимум топлинска, доколку тој испорачува топлинска мора да намали дел од електричната. И доколку тој нема, доколку има добра цена на берзите, тој може да балансира со тоа, да каже не сакам да произведам денеска повеќе топлинска, тогаш ќе мора електраните, гасните електрани да го надокнадат. Значи тој баланс мора да се воспостави. Инаку во ладните месеци, да. во претходната зима, факт е дека електрани купуваат дел од струјата кој што самите не можеа да ја произведат, а требаше да му ја испорачаат на универзалниот снабдувач, токму од Тето. Па да, мислам дека прошлата година имат купувано од Тето, не само електрани, и Мепсо има купувано, и Евана има купувано за покривање на загуби, бидејќи Тето е електрана која што е, ајде да кажеме, брза електрана и знае да го зголеми производството или да го намали релативно брзо и понекогаш ја користат и како балансна, затоа што на сите во одредени моменти кога ќе затреба повеќе енергија, Тето може брзо да ја даде. И мислам дека такви когенеративни централи се решение за иднината на енергетскиот систем и затоа ЕСМ сега влегува во своја гасна електрана во Битола, кое што би било пандан на Тето. Да, а за Скопје кое што се соочува со големо загадување, меѓу другото веројатно и за загадувањето потенцијално на воздухот. Апсолутно да. Околу цената на струјата и во најавата реков, премиерот во една пригода неодамна рече дека се работи на тоа со новата одлука за новата цена на струјата од почетокот на идната година, граѓаните да може во просек да плаќаат од 5 до 10% пониски сметки за електрична енергија. Дали е тоа остварливо според вас? Видите вака, ова сепак е политичка изјава на премиерот, меѓутоа сигурно го темели тоа врз некои своји видувања. Прерано е да некој може 6 месеци однапред да направи таква математика, може со моменталната состојба во енергетскиот систем, со пазарите околни да се даде таква една изјава, меѓутоа за да се тоа оствари мора да се направи таква математика во кој што знаете ви во периодот пред нас до нова година не е само производството на електрична енергија, ние треба сега да го регулираме и дистрибуцијата на електричната енергија, преносот на електричната енергија кој што исто така е голем фактор од целата приказна и да ги инволвираме сите оние производи кои што моментално ги имаме на пазарот, кои што станаат динамични. Оно цело време што го збореме, енергијата од фотоволтаиците како да ја внесеме во систем и тоа може ќе биде намалување, меѓутоа математиките сега се прават, може ќе биде сезонско намалување, може ќе биде во одредени месеци, во одреден период од ден. Сите математики ги ставаме сега во оптек, затоа фативме толку рано да се занимаваме со оваа проблематика, да имаме простор тие 3-4 месеци, да ги направиме сите анализи, меѓутоа пак уште еднаш потенцирам. Исклучиво е идејата како да се дојде до поевтина енергија за потрошачите. Во моментот имаме систем на така наречени блок тарифи, 4 во висока тарифа и една ниска, практично 5 цени на електричната енергија за домакинствата зборувам. При тоа, да речеме, во првиот блок цената е за 4,5 пати поевтина отколку таа во четвртиот блок. Вие во дел од изјавите што ги дававте јавно, најавувавте можност и за ревизија на овој систем на блок тарифи. Дали од денешна перспектива вие појасно дали ќе има ревизија? Или ќе си останат овие 4+1? Ние веќе работиме на ова. Значи, интензивно работиме на нов модел на тарифи. Меѓутоа, дали ќе биде применлив, ќе знаеме кога ќе го затвориме моделот. Бидејќи ова многу анализа има во оваа работа, не е така наивна. Почнувајќи од времето во кои блокови, кога се користи таа енергија, берзата во кој момент испорачува, производителите, регионалните пазари, бидејќи се сменија работите, тоа почесто го потенцирам во последно време, она што беше правило пред 5 години, сега веќе не важи. Порано беше ефтината тарифа навечер, сега електричната енергија на пазарот е најскапа навечер. И обратно, преку дење на ефтина во периодот од 11 до 15 часа. Така да ова бара
суштинска анализа да се исцрпат сите можности зошто на луѓето да не и се понуди доколку може во одреден период да користат поевтина електрична енергија која што има на пазарот, на тој начин и производителите ќе ги спаси. Разбирам. Едно меѓу прашање тука. Колку е фер според вас во прв блок цената да биде 4,7 денари за киловат час, а во четврти блок 19,2 денари за киловат час? Видите, Или 4,5 пати поскапа? тука нема фер. Ова е математика, односно одлука која што е направиле за време на енергетската криза, кога беше инпут да не се троши електричната енергија. Идејата беше тогаш, пошто беше екстремно висока цената, Да се штеди. да се штеди. Овие блок тарифи се за штедење направени. Значи, односно да го казните некој ако троши многу, што во светската теорија на потрошувачи е невозможно. Секојаш она што се троши најмногу треба да биде најевтино. Меѓутоа овде блок тарифите биле направени како да се заштеди у тој период. Меѓутоа таа енергија која што требаше ЕСМ да ја испорачува цело време 100% на универзалниот, да може да ги покрие сите трошоци и да може да опстанат сите потрошувачи бидејќи доколку би била пазарна во тој момент. Мислам дека ќе настанеше колапс. Според вас овој пристап даде резултат? Во тој период да. Во тој период дал резултати, бидејќи 4-5 години ова функционира, нема некакви реакции поголеми. Меѓутоа гледате сега веќе почнува да реагира и ЕСМ, почнува да реагира и државата бидејќи ова вакво надолги, ова има и друга работа, ова субвенционирањето на електрична енергија не имаме проблеми со Европската унија, знаете. Со енергетската заедница со СИБАМО тука ќе мора да се менуваат полека работите и мислам дека тоа е идејата стега што ја најави премиерот, дека од нова година може ќе има одлука кај што 70% од енергијата ЕСМ ќе испорачува само во универзалниот потрошувач, а 30% ќе се купува од пазарот. Бидејќи сега на пазарот имате поевтина енергија отколку од ЕСМ. Еве малите потрошувачи, погледнете ги, математиката кажува дека многу од нив веќе имат подобри цени на слободен пазар отколку од ЕСМ, од ЕВН. Ама ова 70-30, да, таква е најавата, дека поради, меѓу другото, и преземени обврски со реформската агенда, дека од нова година 70% електрани, само 70% ќе обезбедуваат за универзалниот снабдувач, не 100% како сега, а другите 30% ќе треба да се барат на берза, но и електрани мислам дека сметаат на таа ефтина струја кога ги прават собствените биланси на трошоци, на тоа кога да произведуваат, кога да не произведуваат, кога да купат. Да, ама тоа е филозофијата на менаџирањето со електричната енергија. Значи, ЕСМ треба да биде мотивирана кога има на пазарот, а знаете, ние имаме берза, мемо работи многу добро сега. Кога имаме на мемо берзата ефтина електрична енергија, ЕСМ би требало таа да ја купува од производителите, малите производители на фотоволтаици и таа да ја дава на универзалниот. Ако ја купува на берза за 40 или 50 или 30 евра, а таа е обврзана за 65 да ја дава, значи веќе има математика. Така да мислам дека ЕСМ и го работи ова во периодот, затоа нас ни требаат сега податоците да видиме во овој изминат период 25-26 како целото ова се менаџира, со кои цени се менаџира, па заедно, видите, овие тарифи не ги носи само регулатор. Ние сме крајната инстанца. Меѓутоа, тука ќе постојат разговори меѓу нас, Министерство за енергетика, ЕСМ, влада, сите мора да бидат, ова е сериозен пакет кој што се поместува, меѓутоа сакаме да најдеме начин како да дојдеме да ја користиме македонската енергија, а да му ја понудиме на крајниот корисник поевтино. Ајде да се обидам уште еднаш. Ке се намалува бројот на блок тарифи? Во овој момент не можам да ви го кажам. Не може кажам. да кажете. Ке се зголемува терминот, временскиот интервал на ефтината тарифа? Според сегашните анализи кои што се првични, да, логично е, затоа што имаме ефтина тарифа во други периоди, преку ден најверојатно ќе се зголемува периодот на ефтината тарифа, а може ќе се намали навечер. И ќе видиме сабота и недела. Може и сабота да биде ден кој што е интересен за ефтина тарифа, бидејќи тогаш индустријата на работи и имаме вишок енергија. Сега ефтината тарифа е 2 часа дневно. Сега е само 2 часа дневно и навечер. Добро. Почнува од 22 часот навечер. Од ова што го зборувате преку ден, колку е реално да се очекува да се зголеми временскиот интервал? Мислам сега ова би биле
манипулации со зборови. Во овој момент никој не може да каже колку, може ќе бидат 3 часа, може ќе бидат 4 часа преку ден. Вкупно. Купно. Да. Меѓутоа може ќе се намали 1 час навечер, бидејќи во периодот од 22 до 24 моментално на берзите цената ви е $300 по мегават. И сега таа енергија зашто да ја плаќаме ние, да ја даваме во ефтина, која што е, гледате, депласирана скоро на 2 денари, а истовремено ЕСМ ќе треба да ја купува во зимските периоди, бидејќи не може да ја производи Македонија сета енергија која е во декември, јануари, февруари, кога немаме фотоволтаици, кога немаме други извори, и ЕСМ не може да ја покрие, и таа треба да ја купува од надвор за 300, да ја дава за 60. Сега мора да размислуваме за сите, не е само за еден. Бидејќи во јануари денот е многу пократок, како што нели и изборувате, за разлика од јуни, јули, август, евентуалното зголемување на временскиот интервал на ефтината тарифа ќе биде сезонски или ќе важи за целата година? За сега најверојатно би бил сезонски. Бидејќи кога имаме енергијата, тогаш треба да ја дадеме на потрошувачите. Тоа се од април, мај, па до крај на септември, може ќе биде тоа едно 6 месеци период во кој што ќе важат некои други тарифи и ќе биде. Видите, мора да го пратиме свето на енергијата. Идејата е како да бидеме заедно со живењето на енергијата. Тука е едно идеолошко економско прашање сакам да ви поставам. Ефтината тарифа своевремено беше укината во 2012 година, на власт беше ВМРО ДПМН и тогаш меѓу другото коментарите беа дека тоа било оставштина, реликт од социјализмот. Се врати во 2017 година кога дојде владата на СДСМ. Сега вие зборувате за незино зголемување, што значи тоа да спекне идеологија и вредности. Сега вие се поместувате кон левите политики или? Не, јас не се поместувам никаде. Јас работам исклучиво во енергетскиот сектор, таму енергијата не познава политика, да се разбереме. Тука воопшто никој не спомнува, нити знае, нити ќе зборува за политика. Ако ме пратите цело време, јас зборам само за извори на енергија и пазар на енергија. Не, ама има зборот политика, значи на англиски има два збора, има politics и policy. Кај нас е еден збор, политики во смисла на вредности, на идеологија, не на политика, ова дневната политика. Не. Во енергетиката може да има стратегија на државата околу развој, околу производство, околу начин на генерирање енергија. Меѓутоа, кога се работи за крајните потрошувачи, регулаторот е само да тоа проба да го изменаџира за како да биде најповолно за граѓаните. Вие знаете, само тиме регулатор е судија. Ние сме меѓу корпоративните интереси, компаниите и граѓаните. И мораме да балансираме меѓу сите нив да имаме континуирано, независно и фер снабдување со енергенци. Неколку пати спомнуваме СИБАМ. Не верувам дека за сите што гледаат е јасно што е СИБАМ. Станува збор за една строга еколошка такса на Европската унија поврзана со потеклото на струјата и бидејќи земјите од регионот го немаат регулирано, поправете ме ако грешам, пред се начинот на сертифицирање на потеклото на струјата, не може да ги издаваат сертификатите или пасошите за потеклото на струјата, во овој момент целото производство на струја мора да циркулира само во овој регион и не може да се извезува во Европската унија. И тоа го спомнувавме неколку пати. Колку оваа ситуација која што предпоставувам е привремена, е моментална, таа треба веројатно во еден момент да се реши, да можат производителите од овде повторно да извезуваат во Европската унија, влијае на овие математики кои што ги правите. Колку да речам, тоа што сега е математика или цена на струјата на берзата во овој момент е влијание меѓу другото и на СИБАМот. Видите, го разбирате има прашањето, влијание, да. Тоа дефинитивно. Јас ќе пробам со две реченици да го објаснам што е СИБАМ, бидејќи многу се збори за него, а тоа е многу едноставно. Значи Европската унија уведува еколошка такса која што е поврзана со емитувањето на CO2. И тие, видите, СИБАМ, односно еколошката такса не ја плаќаме само ние, уствари не ја плаќаме ние моментално, ја плаќат доколку некој увезе електрична енергија и не е само СИБАМ електрична енергија. Морам да ви кажам, ова е многу неправилно. Само 2% од енергијата се увезува од Европа, од Балкана.
вкупното побарување на енергија во Европа. Меѓутоа, во делот на металургијата, таму е уште полоша варијанта. Таму 20-30% увезува Европа од металите и таму важи сибамо, што е потешко за нас. Ние со електричната енергија побрзо ќе излеземе. Но господине Ристов, ако некој произведува струја од фотоволтаик, тоа е зелена енергија. Да, меѓутоа и на таа не треба да и се стави такса. Не треба, меѓутоа Европската унија уште 21-22 си донела регулатива и рекла и на сите балкански држави треба да се прилагодите на систем за да станете дел од Европската енергетска заедница, односно од трансферот на енергија. Меѓутоа, никој од нив не сватил сериозно дека сите спиле на уво дека ова ќе го одложат уште 5 години. Значи, точно е дека е проблем процедурата внатре на утврдување на потеклото, не така само на енергијата. Потеклото, не само. Прво државите мора да се усогласат со законодавството. Тоа е број 1. Значи, почнувањето е со законодавството. Она што кај нас сега се интензивно работи, тоа е усогласување на европското законодавство во енергетиката со сите наши закони. И тука имате доста за работа. Знаете, ланската година се донесе закон за енергетика. Од него сега произлегуваат еден куп подзаконски акти кои што се 90% донесени, другите не се. Сега законот за обновливи треба да се донесе, кој што не е донесен. Законот за Министерството за животно што треба да го донесе. Имат они многу работи, прво законодавството. Тоа значи транспортирање на сето европско законодавство кај нас, бидејќи вториот чекор, тоа значи отварање на пазарите, или ние што го викаме конектирање на пазарите, не може да функционират пазарот на размена на електрична енергија на берзите, доколку немате исто законодавство во две држави. Нема кој да ги штите. Тоа е многу едноставно. Преку границата, електричната енергија нема граница, не знае на каде е. Меѓутоа, оние финансиски импликации, правни импликации, доколку вие денеска продавате во Германија електрична енергија, па некој не ви ја плати. Кој ќе преземе, како ќе преземе, кој е регулатор, кој ќе сето тоа е регулирано. Да, ние не сме си ја напишале домашната задача. Разбирам. И сега да се вратиме на појдовното прашање. И она што е најважното што вие го почнавте, не сме ја направиле домашната задача во сертификацијата. Тоа ќе биде паралелен процес, не е еден по друг. Значи да, ние веќе имаме МЕМО прави сертификација на компаниите кои произведуваат зелена енергија, меѓутоа сега е вториот чекор верификација. Верификација мора да направи тело кое што е од Европа добиена лиценца, и да кажеме, за таа работа. Дали ќе е државно, дали ќе е приватна компанија, меѓутоа тоа го немаме исто. Сега основното прашање е ова, кога сето тоа ќе се среди? За 6 месеци, за 1 година, за 1,5 година. Дали тоа битно влијае на ова што сега го зборувате, на вашата намера, например, да ја зголемите дневниот интервал на ефтина тарифа? Бидејќи ако таа струја не останува во регионот и може да се извезува надвор, дали тоа битно влијае на ова што сега го имате како предпоставка да зборувате за зголемување еве на ефтината тарифа? Да, тоа ќе влијае, меѓутоа да ви кажам одма, значи минимум од денешен ден ние нема да се ослободиме од сибамо сигурно 2 години. Најмалце, а можно и 3. Односно таргетот е 30 година. Така да зашто да ги губиме тие 3 години? После 3 години, доколку се случи. Видите, во енергетиката, погледнете што се случи за 3 години. Значи, со овој интензитет, ние што градиме енергетски објекти, може да се случи за 3 до 4 години, тотално пак да се промени и ќе станеме извозно ориентирана држава. Може ќе се најдат регионални сојузи кои што ќе го прават. Ги слушате така, коментарите. Дали со ова застанувате на страната на производителите на струјата? Не. И на нивниот интерес? Не. Ние застануваме на интересот на сите. Значи не може да гледате од една страна. Бидејќи сите имат тие производители на струја, фотоволтаици, нешто наши граѓани, тие треба да ги затворат компаниите сега. Наместо да направиме начин како да ја внесат нивната енергија, а да ја дадеме поевтино на потрошачите. Мислам, математиката е многу едноставна. Моментално немаме систем во кој што брзо ќе ги инфилтрираме, ќе ги внесеме и инпутите и излезо на крај да добиеме добитна комбинација за сите. Добро.
низ вашата перспектива, во каква кондиција се електрани во овој момент, имајќи ги предвид да речам билансите за 2025 година произведува 3,2 терават часа електрична енергија, планираа да произведат 3,9. Раководството има своје објаснување зошто е потврлено со производството. Компанијата ја заврши годината со загуба, мислам некаде околу 108 милиони евра. Во каква кондиција според вас се електрани? Видите, за ова прашање не можам да ви дадам јас конкретен одговор, бидејќи ЕСМ си е посебна компанија и таму си има раководство кој што веројатно знае што прави. Меѓутоа, од она што се испорачува на пазарот, мислам дека не се работи со тоа дека ЕСМ не може да испорача електрична енергија произведена од термоелектраните, него напротив, мислам дека они исто така го сватија моментално и купуваат од пазарот електрична енергија од фотоволтаиците и ја дават на универзалниот. До кога ќе оправат тоа, се зависи од ова целата математика. Оти што е логиката за гледачите и ова да година сватат... да не ја заборавиме. Хидропотенцијалот е во полнек, односно со години не сме имале така добра производствената цена е некаде над 100 евра на електрани на струјата за мегават час. Тие можат да наплатат само 65 кога ја продаваат на универзалниот снабдувач, а на берза може да ја купат за 30, 40, 50 евра, така што логиката е може да заштедат на двете страни. Да. Меѓутоа не е веќе таа цена, не знам дали сте го прочитале квартално извештај на ЕСМ за последниот квартал 26-та, цената е падната на 78 производна. Меѓутоа морам да потенцирам дека тоа е најмногу заслуга на хидропотенцијалите, бидејќи во тоа време хидроелектраните влегува во добар баланс и тие ја спуштат, бидејќи кај хидроелектраните производната цена вие некаде кај стари хидроелектрани кои ние што ги имаме воспоставени, производната цена е 10 до 15 евра по мегават, што е многу интересен инпут во... Да. Добро, вие кај електрани не гледате никаков ризик, сметате дека тоа што ќе се побара од нив тие ќе го испорачаат. Апсолутно ќе го испорачаат. Да. Колку е реално според вас државата да ја гради хидроцентралата Чебрен, бидејќи тоа е сега последното што го слушаме? Колку е реално? Јас мислам дека е нереално што треба да збориме денеска за Чебрен. Чебрен требало да биде направен пред 30 години. Денеска ќе имавме само ефект. И што поскоро почна да се гради Чебрен, односно вчера или денес, ние ќе имаме бенефит многу брзо. Може ли државата да го гради? Значи, дали може државата да го гради? Јас сум убеден дека може да го гради, меѓутоа како ќе го направи, како ќе го изменаџира е ствар, мислење на самата работа на владата, бидејќи постојат многу модели на финансирање, може некој ги разбранов јас со моите идеја да се направи тоа во вид на акционерско друштво, па да можат и граѓаните да учествуваат, компаниите. И јас тоа не сум го извлекол тука случајно. Погледнете ги сметките во банките на депозитите. Значи Македонија има милиарди во депозити на банки, во депозити на граѓани, има милиарди во дивиденти на банки, кои што можат да износат по 200 милиона годишно се делат дивиденти. Околу таа ваша идеја зошто и граѓаните тие пари да не се внесат во енергетскиот сектор, во еден таков објект. Многу логично звучи тоа, но еве, Ацо Ристо, во која државна компанија би вложил пари, во која има доверба? Може ли да кажете едно јавно предпријатие што ќе ви обезбеди прост принос на вложениот капитал? Видете вака, ама ова би било акционерско друштво ново. Не да биде од постојните. Треба да се формира нова компанија која што ќе го изгради и ќе менаџира. Тука сега треба владата да се откаже може од 51, да остане 49, бидејќи овој капитал во вакви услови, приватниот капитал доколку го менаџира, бидете убедени дека тој ќе биде профитабилен. Но приватниот пак зборувате за 51% приватна собственост. Значи ова е или јавно-приватно, како сакате. Значи мора. Но се согласувате дека историјата докажа дека државата не е добар, не е добар стопанство. И никаде во светот државите не успеале сами да одржават икс време големи работи. Секогаш влегло е или акционерско или приватен капитал, за да можат луѓето да бидат ангажирани максимално и да нема нити лажи, нити крадење, нити бидејќи у приватниот капитал не може тоа да се случува.
кажете. Во контекст на тоа дека клучните енергетски капацитети треба да ги гради државата, како ја гледате тука, да речеме, улогата на Алказар или на најавите дека на турска компанија ќе гради когенеративна централа, има и најави за други изградби на когенеративни централи. Зошто тие не ги гради државата? Значи, пак се враќаме на истото. Расположивоста со финански средства. Значи, Македонија нема толков моментално капацитет да може да изгради многу енергетски објекти со сопствени пари, односно со задолжување. Бидејќи ова се енергетски објекти кои што тражат и време, меѓутоа барат и средства да се изградат. Предпоставка е дека Чебран ќе се гради 7 години. Значи некој треба тоа да го износи, да го финансира. Вас не ви е чудно комерцијални банки да финансират држава? Ако веќе сакаме да ја завртиме логиката на размислување. Исто не е логично, меѓутоа системите дошле до таму да државите се задолжуваат кај комерцијални банки за кредити кои што после ги финансираме од самите фондови, дали пензиски, дали било што. Значи тоа со вртењето во капиталите во светот е чудно, меѓутоа државата треба да заземе став. Ако гради енергетски објекти, мора да ги гради, ама час поскоро, бидејќи вака со зборување со години ништо нема да направиме, а овие што инвестираат приватните, тоа е за поздравување, бидејќи видите, многу е важно во една држава да имате енергетски објекти кои што функционираат и што се градат. Тоа е развој и на индустрија, и на инженерство. Кај Алказар, извоз. Кај гледате логиката? Премиерот, да речеме, повеќе пати изјавуваше ќе снабдува 100.000 домакинства, но нема повластени цени. Вие сега најавувате дури зголемување на ефтина тарифа заради ниски минусни цени на берза. Алказар, ако не може да извезува од регионот, каде е логиката на таа инвестиција? Видите, Алказар додека да го пушти во функција овој објект, сигурно ние ќе се биме веќе дел од пазарот на Европската унија. Тоа бидете убедени. Значи, тој ветерен парк ќе се гради минимум 3 до 5 години. Претходно нема шанси да се заврши. Така да, европските пазари се известност. Прашањето е на време. Меѓутоа, колку повеќе енергија имате вие во една држава, имате можност да се договарате со тоа. Ме разбирате, секојаш може да се договори со такви енергетски компании, па и да дадат за попуст за граѓаните, па да дадат нека енергија која што не секојаш на берзите е интересна. Има загушување на берзите, па се договарат. Значи, кога го имате собственото производство во државата, многу е лесно да правите енергетски биланси и да се договарате со компаниите. Уште нешто сакам да ве прашам. Има ли улога регулаторната комисија во делот на полначите за електрични возила? Се чини дека земјава има релативно слабо развиена мрежа, иако тоа се менува секој ден, но колку е регулирана таа област? Да, електромобилноста е нешто што не нас очекува и колку побрзо влеземе во таа работа, побрзо ќе вадиме чекор со светот. Ние имаме катастрофални бројки, значи во Македонија електрификацијата или мобилноста, или просто кажано електрични возила, имаме ужасно малце. И меѓутоа секојаш е филозофијата дали треба некој да изгради претходно инфраструктура, односно брзи полначи, па да се купуваат автомобили, или треба прво обратно. Автомобилите, па тие да Тоа прават мора да оде притисок. паралелно. Тоа мора да оде паралелно. И јас мислам дека стратегија на владата мора да биде дека ние следните 10 години треба да поставиме некакви таргети, да кажеме 20%, 30% ќе електрифицираме од возниот парк. Тоа ќе даде многу бенефити. Зошто? Бенефити прво ќе имаме субституција на нафтата, што е многу важен момент. Вакви кризи и било што ќе бидат многу полесни да се поминат. Второ е електричната енергија која што досега ја зборевме на пазарот, а ние факт е, вие погледнете ги двата плана за 26-25 година во Министерство за енергетика, предвидени се нови 4 гига инвестиции во државата. Тоа се многу инвестиции во енергетиката, дали ќе се остварат ќе видиме. Меѓутоа, доколку се остварат за следните 4, 5, 6 години, значи ние ќе имаме доволно енергија да субституираме многу од нафтата.
И тоа мора час да го направиме. И субвенции би предложил на купување на електрични возила. Ако отидете по светот и да се прошетате, ќе видите дека скоро во големите градови 40 до 50% се електрифицирани луѓето. И затоа од најзагадени градови во светот денеска се чисти средини. Никој не може да не убеди дека транспортот не е еден од главните фактори на загадувањето. Меѓутоа не е само загадувањето. Пак ви кажувам, развој на индустријата. Ние сега сме во процес на регулирање на оваа материја. До сега оваа материја не е регулирана во Република Македонија. Ако сака некој да постави полнач, има процедура за тоа? До сега немаше ништо. Се е на диво? Се е на диво што постои моментално, така да ние сега ги правиме постапките, кои ќе може да постава, меѓутоа ќе одеме исто така на либерализирање на овој дел. Зошто? Затоа што да може многу компании да се вклучат ова. Знаете, кога нешто е масовно, кога ќе му дадете на компаниите да го работат, значи да можат да инсталираат брзи полначи, меѓутоа со регулирана постапка. Бидејќи граѓаните на крај мора да добијат и квалитетна услуга. Кој ќе може да инсталира, каде, инфраструктурата, обврската на општините за издавање на дозвола за градба, на приклучоците кон дистрибутивната мрежа, тоа сега сме у постапка тек да го решиме. Но велите со некоја минимум процедура и документација. Да. Секи биде, видите, не е некош документацијата уопште не е комплицирана доколку имате чекори. Најлошата процедура е кога немате чекори. Односно сте оставени на ветрометина на некој административен работник. Поднесете барање и не знаете кога ќе ви одговори. Не. Или ова како што имаме кај дозволите за градење, 5 дена доколку не ми одговориш, завршено. И треба закони да се менуваат или само подзаконски акти? Ние сега со правилници тоа ќе го решаваме, бидејќи Законот за енергетика тоа го веќе опфаќа, сега ќе го направиме во правилници и наскоро мислам дека ќе го дадеме на разгледување на јавноста и ќе имаме јавна дискусија околу ова. Полека привршуваме. За крај само уште едно прашање. Сакам да ве прашам за посетата на Кина, што ја имавте некаде на крајот на мај. Како ја објаснувате од аспект на стратешкото позиционирање на државата? Видите, посетата на Кина нас беше наменска. Тоа беше една делегација која што беа опфатени јавните комунални предпријатија, бидејќи нас не очекува сега исто регулирање на отпадот, што до сега не беше случај. И можем веднаш да ве прашам, прво кој организираше таа посета? Значи таа посета ја организираше амбасадата на Република Кина. На нивна кој ги плаќаше трошоците, тие? Тие ги плаќаат трошоците, да. И делегацијата беше составена од регулаторот, членови од јавните комунални предпријатија, од Министерството за животна средина, сите беа наменски за оваа проблематика. Уште малку контекст. Ние и кон ЕУ имаме преземена обврска за воспоставување така наречени регионални депонии со цел систем на тоа како се собира, се одлага отпадот, евентуално потоа се преработува и така натаму, но сето тоа се прави низ призмата на европските правила, дури со европски пари. Од тука ве прашувам сега, што во Кина можете да видите и да дознаете во однос на ова? Видите, мислам дека луѓето што беа таму има прилика да видат како Кина го решила проблемот со отпадот. Односно како отпад произведува електрична енергија. И тоа е многу поучно да се види. Тоа не значи дека ние утре ќе одеме и ќе купиме од Кина опрема или тоа нешто ќе ни направи проблем. Меѓутоа како технологија, како знаење, како движење, значи технологијата нема граници. Ние мораме да бидеме со отворен ум и да гледаме што се најдобри практики секаде во светот, за да може да го применуваме, бидејќи ние рековте сами, регионални депонии, ги збориме веќе 20 години. Нема ништо од нив. Тек сега почнува да се градат. Меѓутоа ние не го решаваме проблемот со отпад, само го собираме. Значи таму беше исто идеја, ние видовме на пример инцелерација, согорувањето на тој отпад и од него правењето електрична енергија. Но тоа го има и во Европа. Го има, никој не вика дека го нема, меѓутоа на пазарот никој ништо не понуди до сега. Значи ние мораме да знаеме кај се движиме и да собираме знаења. Значи такви посети имало и во Европа. Не ова посетата во Кина да сме ние нешто
идеолошки различни. Имаше технологијата не подразбира идеологија. Некои ограничувања во делот на јавните набавки, кои што со едно појаснување ги даваше дури и бирото за јавни набавки, со што на индиректен начин дури се исклучени фирми од Русија и Кина, меѓу другото и затоа и го поставувам ова прашање. Не, ова е интересно прашање да се отвори, може во некоја друга дискусија, што значи ова затварањето и отварањето на пазарите. Ако еден производ, ајде да речеме електрични автомобили, ако во Кина кошта 25.000, во Америка 150.000, каде ќе се движиме ние? Благодарам за овој разговор. Благодарам и на вас. Почитувани, гледавте интервју со председателот на Регулаторната комисија за енергетика Ацо Ристов. До крај нова саботажа. Од мене пријатно до четврток. Нема ништо понеблагодарно од општински советник кој бара образложение зошто градоначалникот се купува службен автомобил. Принуден да се брани, кметот мора да објасни дека неговиот макотрпен труд за собирање донации сепак мора некако да се награди. Имаме набавено, значи, преку донација повеќе од $60.000, значи, за набавка на камионот Кипер, средено набавка на донација од €92.000, значи теренско возило за потребите на доброволното противпожарно, во соработка со операција Флориан од Англија, значи возило во вредност повеќе од €200.000 со комплет опрема, со набавката на неколку донации, мислам дека имаме заслужено. Тоа што во Конче ќе се вози нова кола не значи дека Дојран и Гевгелија ќе добијат санитетско возило. Љубоморните комшии од регионот одбиваат да дадат некој денар без во математиката и тие да бидат во ќар. Ти не го поддржаваш тоа. Ланската година ја поддржа идејата за возило на комуналното предпријатие што беше доделено од Југоистокот. Тогаш одговараше сумата што ни ја додели Југоистокот. Ова година, ако треба се помогне за други општини, тогаш не ви одговара. Значи, тоа е заем брашно. Ако ти дадат некогаш на тебе, после ти ќе дадеш па на некој друг за други работи. Земањето и давањето е работа која зависи од добри примери. Па така, нешто што е добро во еден град, треба што побрзо да се прифати и да се примени во соседниот, во блискиот, да се користи како образец за однесување. Искрено го превземате приматот на оние прилепчени кои што викаат че дом, че он, че јан. Вака ќе, значи дајте конкретно кога ќе превземете мерки и ќе имаме видливи резултати. Имаме план за се, почитувам советниче, но заради тоа што ми треба дополнителна консултација на сите прашања ќе ви одговорам писмено. За да се добие одговор, потребно е да се постави прашање. Но кога многумина ќе се соберат, а не сакаат да слушаат, атмосферата станува нестрплива и нервозна. Оти на вистина, кој за бедни 30.000 денари паушал има толку многу време да се замара со граѓаните. Јас бидејќи прашањата ги добивам во момент, ова се тие што ги имам во моментот. Само малце ќе ме пречекате да видам дали имам уште некоја. Да, во однос на дезинсекција, дали, па прашања се тоа, дали, јас не се мои прашања, мораш да разбереш некои работи. Ова се прашања од граѓани и нормално дека ќе читам. Тој проблем. Знаме, Злато, сакаш, ај оди си шо имате, мнозинство слободно оди си. Јас тука работам, ти седиш да земеш паушал. Ајде, чао. Тешко име и на председателите со вакви советници, однемајка дека им се испушти некоја насмевка или гестикулација, пошто на сите во салата веднаш им станува кристално јасно како и каде ќе завршат. Ке се грижите вие за редот и мирот во општината? За редот и мирот во... Ваква неписменост и вакви навреди. Значи, како пременувате и вие сега? А вие реагирате ли? Па дозволете ми да реагирам. Кај се смеете, бе? Се смеете. Смеете. Јас, колеги, се смеете. Еве ќе ви извадат пак на саботажа. И на крајот, за тоа кому и како му е местото во една општествено-политичка џунгла. Значи, зоонеговател зема над 60.000 денари плата
Сега ги гледам и директорките на градинките овде. Дали знаете колку зема плата еден неговател во градинка на околу 35 деца? 30.000 денари нето плата. Зоонегователите земаат над 60.000. Не дека не треба да земат зоонегователите. Туку треба овие што ги гледаат нашите деца над 30 во група да земат многу поголемо. Математиката е јасна. Чувањето животни е сепак сериозна и скапа професија, а воспитувањето на деца обична и ефтина работа за ентузијасти.